Гостин во студиото на телевизија 24 Емил Киријас, генерален секретар на Либералната интернационала. Добро дојдовте. Здраво, Мишко. Благодарам за поканата. Овде сте во Македонија веќе неколку дена, веројатно повторно заминувате во Лондон, ако не се лажам. Да, на 2 дена службена посета со делегацијата на Европската либерално-демократска партија АЛДЕ и Либерална интернационала. Пранешен државен секретар во Министерството за надворешни работи и морам да ве прашам, имавме нарушен имидж на Македонија надвор од границите на земја. Нормално тоа како не перцепираше и Европската унија и големите сили, и сега се чини ли дека тргнуваме на тој пат кон евроинтеграциите, на затварање на прашањата прво со соседите, па потоа и онаму каде што сме погрешили. Ама не оди се масно. Далеко од тоа дека ќе оди масно, затоа што имиджот не беше нарушен, туку беше урнисан. Имавме состојба каде нашите пријатели кога ќе не сретнеа надвор од државата бегаа од нас, затоа што во нас гледаа проблем. Тоа не е убава состојба, не е убаво чувство за никој од нас. И тоа верувам сите сме го почувствувале кога сме биле надвор на било каков меѓународен настан кој што бил од политичка природа. Работите одат во многу подобра насока. Па погледнете само бројот на странски дипломати кои што доаѓаат во Република Македонија во последниве месец-два на многу високо ниво и најавите за присуство во Македонија. Пријателите секогаш сакаат да дојдат кај некого каде домот е уреден. Така да иницијативите кои што постојат и патот по кој што се тргна е навистина добар. Сепак и тој пат, на тој пат сме испречени со сериозни предизвици. Беше договорот за добрососедство со Бугарија и случајно или не, имате изјава од Дачич кој што вели Србија погреши што ја призна Македонија под уставното. Имало директив овде на тоа дека Македонија ќе го признае Косово во УНЕСКО. Се сеќавате не така одамно, односно денови актуелен беше и скандалот со разузнавачки, шпионски, веќе не знаеме како да го наречеме, за сега да имаме некоја. Па видете, патот ќе биде трнлив, не е лесно. Но добро е дека Македонија не ги загуби пријателите. И Македонија, и би рекол македонците генерално се народ кој што имаат симпатии во европски, во сметски рамки, има симпатии кон Македонија, така да веројатно треба да играме многу умно и многу трезвено тие симпатии да ги преточиме во поддршка. Жалам за изјавите на Дачич. Тој во континуитет дава изјави кои што не и носат многу полза на Србија. И самата иницијатива на Србија да повлече целата амбасада од Македонија е навистина не само недипломатска, не само невкусна, туку и шокантна. Не остава впечаток за Србија како сериозна држава која што води една конзистентна политика на добри односи кон соседите. Напротив, мислам дека е многу добро во овие 2-3 месеци Македонија трезвено, отворено разговара со своите соседи, нуди рака на пријателство, нуди диалог и тоа е многу важно, тоа многу се цени. Првиот европски либерал-демократ Ханс ван Бален кој беше во Македонија ни покажа како беше со телефонот дека е време да се разговара со соседите. Ако добро се сеќавам, имавме една можам да направам компарација 2002-2003, не ме држите за збор, кога исто имавме еден висок европски представник кој што пред собранието вртеше со часовникот дека не работи за нас. Ние постојано сме навикнати така ќе создадеме некои односи. Така беше Тајван, Кина, па потоа 4 години, 5 години треба да оправаме, па потоа можеме ли како држава да се договориме дека ова е линија од која не отстапуваме, кон која мора да одиме, чисто да не гледат посимпатично надвор, да не бегаат од нас. Светот, животот се заснова на пријателите, тоа го знаеме од лично искуство, од сопствениот живот. Кога ни треба помош, им се јавуваме на пријателите. Кога нешто се случува, кога на вашиот пријател не му е добро, вие се јавувате на телефони, тоа господинот Ван Бален се обиде да го објасни на многу пластичен начин и ќе ви објаснам. За време на кризата во Македонија тој постојано ми се јавуваше на мене како пријател што се случува во Македонија да добие информација. За време на настаните на 27 април во собранието тој беше на директна телефонска линија со претседателот на ЛДП Горан Милевски за да дознае што се случува и што може да направи тој и групата на либералите и сите тие. Што се случува? Па велевме дека упат во демократскиот систем на Македонија, односно дека тоа што Брисел го говореше срамежливо, дека има во Македонија окупација на државата од страна на партијата е вистинска, она што го гледавме во собранието беше вистинска реализација на тоа зграпчување на државата од страна на тогашната партија на власт. И благодарение на нашите пријатели, благодарение на тоа што имаме пријатели, Македонија успеа да се оттргне.
Верувајте ми дека притисокот кој што беше направен врз раководството тогашно на Македонија, врз владеачката тогашна партија ВМРО-ДПМНЕ беше навистина голем, токму заради тие директни контакти. Која е тактиката по која Македонија сега треба да се движи? Затварање на прашањата, отворените проблеми со соседите што ги имаме, затоа што веќе в среда доаѓа Козијас во Македонија на средба со Димитров. Апсолутно. Проблемот е да го видиме со Бугарија договорот. Ние во Македонија се трудевме да го подпишеме тој договор веќе неколку години, го направивме епски, а Германија и Франција имаат подпишано таков договор пред неколку декади. Доцниме неколку декади во однос на тоа дека треба да седнеме и да разговараме со соседите, некои проблеми да ги надминеме умно, трезвено, без многу брзање. Се разбира дека ќе има многу емоции, но можеме да ги надминеме тие проблеми. Кирис, кому нема одговара затворање на отворени прашања што ги има Македонија? Да ве потсетам на изјавата на поранешниот државен секретар на САД Џон Кери, која што ја посочи токму Македонија заедно со уште двете држави како земја на линијата на огнот помеѓу Руската Федерација и Соединетите Американски држави. Геостратешките моменти во регионот се навистина многу по, да кажам, видливи, односно надпреварот помеѓу поголем број на сили. Па тука ги вклучили интересите на Република Турција во последно време, се студираат токму во овој регион. Самите ние можеме многу трезвено и смирено да одреагираме на тоа и самите да си го заштитиме сопствениот интерес. Да, впрочем, нели јасна е перцепцијата и ставот на нашиот државен врв, па и на претходниот, дека ние целиме кон Европската унија и кон НАТО. Ние алтернатива ние немаме, ние сме обкружени со НАТО, ние со 71% после целиот тој период сакаме да влеземе во НАТО, во Македонија огромен број од населението сака да се вклучи во Европската унија, не заради некоја влюбеност во европскиот начин на живот, туку затоа што знаеме дека таков начин на правна, организирана држава, каде што има правда и каде што има функционален систем, е нешто што нас ќе ни биде од корист. Очекувате дека ќе се интензивираат сега средбите на релација Македонија-Грција, вклучително овде и Нимиц? Вчера имавме изјава на премиерот Заев кој што вели очекувам нови идеи од медијаторот Нимиц. Очекувате дека ние можеме да направиме еден таков исчекор, се разбира, тоа не е возможно без политички консензус во смисла ВМРО-ДПМНЕ, СДС и сите останати партии? Мислам дека е далеку да се размислува за итно решавање на проблемот. Тоа е наталожен проблем кој што трае долго време, но мора да се превземат чекори за градење на мерки на доерба. И добро е што ќе дојде Гоцијас повторно во Македонија, добро е што медијаторот беше веднаш повикан за да се разговара. Од медијаторот, колку што разбравме од премиерот Заев, е побарано да изнесе нови идеи. Не мора да е тоа решавање едноставно, мораме да идеи за кои што ќе разговараме, за кои што ќе размислуваме. Добро е дека ќе се отворат повторно разговорите околу заедничко грчка-македонска прекогранична соработка. Има тука големи можности кои што допрва треба да се отворат. Треба нови гранични премини да се отворат. Министерствата почнуваат да соработуваат, има најави за подобра и поблиска соработка. Тоа ќе придонесе за градење на доверба. И да ве потсетам само за нешто. Ние во Македонија сме извонредно сензитивни кога ќе видиме мапи на големи држави на соседните земји. Да ве потсетам за мапата која што беше контроверзна околу славењето на годишнината од Рамкомниот договор и нашите емоции, особено кај македонскиот народ, што се асоцира со таа мапа, а има учество на македонски представници. Мораме да размислиме дека другите така реагираат кога ќе видат наши представници кои што стојат пред мапи кои што не ја отсликуваат реалноста на Република Македонија денес. Едноставно, мораме чувствата кои што ние ги имаме кон другите да разбереме дека и тие ќе ги имаат кон нашиот поглед на светот, да го ставиме тоа на маса, да размислиме како ќе постапуваме во иднина и да изградиме односи врз основа на тој заклучок. Ја враќаме ли полека довербата кај европските лидери? Прво во Трст можев да видам средба на Заев со Меркел, со Макрон, за разлика од претходно што чинам дека Груевски помалку беше. Довербата тешко се гради, Мишко, тоа го знаеме од сопствениот приватен живот, многу лесно се губи. 11 години Европа беше си дозволи да биде влечена за нос од државното раководство на Република Македонија. Европа е изненадувачки да ќе дава веднаш шанса на новата власт на Македонија. Реализацијата на планот 369, кој што всушност е преточен план на препораките на Прибе, за кој што сите партии во собранието се заложија дека ќе го спроведат, реализацијата на тој план ќе почне да ја враќа довербата. Нема да биде лесна. Имаме проблем ние со враќање на довербата во институциите, мислам на граѓаните. Кога ја споменавте Европската унија која што 11 години, како видите, дозволи да биде влечена за нос, толку не може да
да предпостават дека некој ги влече за нос или одеа на онаа теза дека им е битна стабилноста пред демократијата, затоа што така ги делија со време на работите. Нека е мирно, па за демократските вредности дополнително ќе разговараме. Јас мислам дека ако бидеме искрени, меѓу нас, а треба да сме искрени, Точно на крајот од едно Груевски ВМРО да помене поддршката има од ВМРО да помене од Европската унија комисија преку извештаите. Ако искрено размислуваме, ако сме искрени кон себе, ќе кажеме дека ние самите дозволивме да бидеме од ВМРО ДПМН и од таа врхушка влечени за нос голем број на години. Дури по објавувањето на оние прислушкувани разговори кои што открија невиден криминал и кои што во било која организирана држава би довело веднаш до оставки и до затворски казни за тие кои што се бавеле со таков криминал, ние повторно дозволивме до одреден степен да бидеме влечени за нос. Бевме сите изиграни, се надевам, ја научивме лекцијата, таква неправда повеќе никогаш да не ни се повтори овде, за да не можеме да ја рефлектираме како проблем на нашите соседи и пријатели во Европа. Имаме план 369 кој што го споменавте. Колку е потребно на Македонија за да стигне, како велат економистите, на позитивна нула на некое ниво каде што можеме да почнеме од почеток, затоа што сите се согласни дека имавме урнисан имидж на државата, имаме урнисано внатре демократија, слобода на говор, медиумите практично беа блокирани, цензурирани, тоа го покажува и извештаите и на Freedom House и на Репортери без граници. Имаше уште едни други извештаи кои што велеа doing business во Македонија е одлично за отварање на фирма. Но што се случуваше од кога фирмата ќе се отвори? Сите инспекции и целото ракетирање кое што се случуваше кон странските фирми доведе до еден ужасен имидж на Македонија дека е страшно корумпирана држава во која што може да се води бизнис, но само во спрега со тие на власт. Тоа ќе мора да се промени, за тоа ќе треба време. Колку време ни треба за да стигнеме до некоја нормала, позитивна нула, велам што би рекли економисти? Би сакал да сум оптимист и да кажам дека јас на нашиот правен систем би му верувал веднаш. Нашето судство има многу да докажува дека навистина функционира праведно, правично и врз основа на закон, за да ние почнеме да му веруваме, а дури потоа да му веруваат другите. Судството е еден клучен момент и тоа е, знам дека е еден дел, еден сегмент од планот 369, но во таа смисла мораме сите да дадеме поддршка за судиите да се почувствуваат дека навистина слободно може да судат врз основа на закон и врз основа на правда. Бидејќи бевте во Лондон и како кажавте на почетокот, имиджот на Македонија не беше нарушен, туку урнисан. Европратеници бега од нас. Па бега и од мене затоа што сум од Македонија. Представувам меѓународна организација, разговарам за различни прашања од климатски проблеми до светска финансиска криза. Самото нивно потсетување дека сум од Македонија за нив беше едноставно проблем затоа што не сакаа проблемите од Македонија да им ги наметнувам на нив. Луѓето си имаат доволно проблеми, не им требаат проблеми од едно вако мало парче земја. Интересираше што се случува, бидејќи на крајот од денот и тешко беше да се објасни. Мислам дека најголем дел од нив со вчудена виденост и недоверба гледа кон она што се случуваше, дали е можно. Се сеќавам на еден телефонски повик од, да не го именува министер за надворешни работи во Европа по оние скандалозни аболиции на председателот Ѓорѓе Иванов. Телефонскиот повик беше: добро, ова е шега, ова е нешто што се лиферува во медиуми како лажна вест, фейк ньюс, или е зарем можно во Македонија вакво нешто да се случи. Навистина, оние информации кои што доаѓа од Македонија, вестите кои што ги продуциравме беа шокантни. Ретко кој што е ималку демократ би поверувал дека такво нешто може да се случи. Бевме шампиони во светот по продуцирање на страшно лоши вести. Го закружувам муабетот, бидејќи сте во Лондон, како се живее таму по Брекзит? Британската влада има многу голема задача да им докаже на граѓаните дека таа одлука ќе се материализира во подобар живот. Првичните сигнали, нема да зборам за првиот ефект од првите 2-3 месеци, но еве една година по изгласувањето за излегување од Европска унија покажуваат намален степен инвестиции, зголемена инфлација, намалување на степенот на индустријскиот раст, ужасен пат на вредноста на фунтата, зголемени трошоци на живот. Неќе да е наравно и британската влада ќе има многу големи потешкоти да им докаже на граѓаните дека одлуката била во насока на подобрување на животниот стандард. Но за британците, знаете, суверенитетот понекогаш е многу поважен од тоа што го имаат во џебот. Но еве, јас би оставил дури скепса дека
размислувањето на британците ќе се измени во наредните неколку години. Либерал-демократите се залагаат за останување во заедничкиот пазар. Слушнавме дека денеска дури лабористите побараа во транзициониот период, кој што не се знае колку долго ќе трае. Може да трае кусор, но и не многу долго, а може и малку подолго, парафразирам. Бараат и тие останување во заедничкиот европски пазар, што значува задржување на царинската унија и задржување на слободното движење на капитал и на луѓе. Либерал-демократите и лабористите заедно процентуално имаат мнозинство кај британските гласачи. Може би не во парламентот, но кај граѓаните да, тоа ќе биде многу силен предизвик за британската влада во низиниот пат како ќе го дефинира Брекзит. Останувате во Лондон или ќе менувате дестинација или можеби ќе се вратите назад со некоја, што ја знам, функција овде во Македонија? Ја 11 години сум во Лондон, но сум во служба на државата. Тука, знаете како, им го објаснував на многу луѓе, мозаикот кој што е толку типичен за Македонија, го имаме секаде, се гордееме со мозаиците во на нашите археолошки наоѓалишта. Мозаикот е прекрасен кога е секое камче поставено на свое место, а не кога се камчињата на купче. Така го гледам и учеството на секој наш во овој мозаик кој што се нарекува Македонија или демократија во Македонија. Бевме во Трст со Меркел, со Макрон, со италијанците, бевме во Црнагора со Пенс, Неудости и пораката е јасна, Македонија местото е во НАТО и во Европската унија. Мишко ќе не биде. Ако сакаме самите ќе не биде, мислам дека сме на добар пат.